Во Кочани денеска се одржа комеморација по повод годишнината од трагичниот пожар во дискотеката Пулс, при што голем број делегации, институции и граѓани се собраа за да одадат почит кон настраданите. Меѓу присутните беше и премиерот Христијан Мицкоски, кој истакна дека ова е ден за сеќавање и почит кон невините животи што прерано згаснаа. Денес во Кочани оддаваме тивкан од длабока почит кон невините животи што прерано згаснаа. Една година подоцна болката и празнината се уште се чувствуваат во секое срце. Заедно со нив живее и сеќавањето на недовршените соништа, напиша премиерот на социјалните мрежи. Како дел од официјалната комеморација, Мицкоски се потпиша во книгата на жалост како израз на солидарност со семејствата на настраданите и учествуваше на настанот Ден на сеќавање 16 март 2025 во Центарот за култура Бели Могри. Премиерот нагласи дека сеќавањето на настраданите не смее да се заборави и дека човечноста и единството треба да бидат водилка за општеството. Нека споменот за нив остане вечен, а нашата заедничка човечност и единство нека бидат сила што ќе не води напред. Со длабоко сочувство кон семејствата Кочани памети и Македонија памети. Комеморацијата во Кочани имаше цел не само да оддаде почит на жртвите, туку и да потсети на важноста од превенција на несреќи и безбедност во јавните простори. Присутните делегации и граѓани изразија сочувство и поддршка за семејствата погодени од трагедијата, истакнувајќи ја потребата од заедничко действување за спречување на слични несреќи во иднина. На годишнината беа присутни представници на локалната самоуправа, јавни институции, организации кои активно работат на обезбедување на безбедност и заштита на граѓаните, како и ученици и граѓани од Кочани кои го почувствувале влијанието на трагедијата. Настанот се одвиваше во тивка и читлива атмосфера со момент на молчење и положување цвеќе пред местото на трагедијата.